веќе почнавме и со подготовка, и со дегустација, и со све пропратно што е, ама добро ни оди, за сега се држиме. Еве, ќе ви покажеме неколку различни видови на коктели, и тоа не со било кој, туку со оние најдобрите. Тоа се учениците од Средното угостителско училиште Лазар Танев, а заедно со нас е и директорот на ово училиште, господин Зоран Николовски. Добар ден, директоре, добре дојдовте. Добар ден за вас и за учениците секако. Добар ден, добро ве најдовме. Честитки, роденденски честитки за вашата емисија. Да ви посакаме уште безброј вакви емисии. Па ние барем во половината да гостуваме. Да, супер, благодариме. Нормално дека и вие сте и вклучени, но и сте наши еве гости, и тоа драги, и со задоволство ве покануваме. Што е она што е најактуелно еве во вашето училиште? Дел сте од голем број на меѓународни надпреварувања, каде што вашите ученици го покажуваат стекнатото знаење во Лазар Танев. Па еве, целта на ова гостување во вашата емисија е промоција на нашето прво место во Европа од 198 училишта на надпревара што неодамна се одржа во Болоња. Мораме еден аплауз најпрвен да му дадеме на ученикот. Ова е веќе готово. За коктелот. Ова беше победничкиот коктел со кој што ги освои без малку 100 бода, 99,6, што беше 14 поени, дури повеќе од вториот надпреварувач од Марибор, од Словенија. Еве гледаме и на тој фотографии. начин ние донесе голема радост на Република Македонија, еден од најголемите успеси на ученици освоени на ваков вид надпревари, каде што учествуваат дури 198 училишта. Меѓутоа, уште еден успех постигнавме, тоа беше 4-то место во еногастрономија, кој што беше во сенка на ова првото, но се разбира и тоа ни донесе голема радост, голема фирмитет, бидејќи од публиката добивме најголем број на гласови, но од жирито сепак 4-то место. Најверојатно дека проблем беше првото. За да не видат две награди на една земја, бидејќи учествува 16 земји од Европа и ќе беше навистина премногу. Еве, гледачите можат да видат како ние се радувавме и еве како ја презентиравме. Нашиот штанд број 4 најпосетен беше. Ова е само дел од тоа што ние успеавме со нашиот автомобил да однесеме до Италија, да го презентираме и Република Македонија да ја представиме на еногастрономски план во најдобро светло. И после им кажавте чао тути. Потоа не, значи тие има токава почит спрема нас, сите ни честита и нормално дека тоа е еден од поводите да ги промовираме нашите најубави занимања, би рекол, бидејќи работните места се секогаш отворени. Еве, гледачите гледат инсерти од сите оние наши кабинети каде што нашите ученици се образуваат. Имаат квалитетна практична настава во 202 компании моментално во градот Скопје и околината и на тој начин придонесуваат да нивните вработувања практично започнува уште со практичната настава и секогаш ние нудиме квалитетен стручен кадар кој што е далеко баран. Бараме секоја година повеќе и повеќе ученици, бидејќи бројот на слободни работни места се зголемува заради оној раст статистички на туризмот од 5%. Секако дека тоа резултира и со пораст на работните места кои што се барат и секако постојат голем број на работни места во ресторанскиот дел, че се бара секогаш келнер или дама прекрасна што ќе работи ресторански сервис, потоа бармен добар како нашиот Христијан, готвач како нашиот Семир и сите останати кои што се образуваат или што се вонредни ученици како Христијан, значи кои што лани заврши, меѓутоа со преквалификација, уште едно занимање кое што е посродно на неговото барменско и воедно и апел и сите оние кои што сакаат да направат преквалификација, доквалификација или по вонреден пат да се стекнат со некој образование заради недостигот на те работни места на пазарот на трудот, нашето училиште им го нуди токму тоа. Да, Семир и Христијан сте навистина прави репрезенти за тоа како треба да се подготвува и храна, но и различни видови напијалоци, вклучувајќи ги коктелите. Ова е веќе подготвен, погледнете како изгледа. Феноменално. Тоа е победничкиот коктел кој што ги доби максималниот број поени за вкус од сите суди, потоа максималниот број на поени за декорација, максималниот број поени за техничка изведба. Беше загубен еден поен кој што во просекот на крај донесе 99,6 и судијата кажа дека на надпреварувачот од Луксембург дал еден поен за некоја ситница која што ја кажа тој. Значи тие толку објективно овој пат ги изнесоа резултатите да буквално знаеше ученикот
нашиот ученик немаше грешка, но тој имаше дадено само предност на надпреварувачот од Луксембург, меѓутоа тој исто таа предност не освои медал. Второ место беше за Австрија, за Словенија, третото место за Австрија. Така, директоре, како ги мотивирате учениците да бидат посветени на работата или пак на образованието кое го стекнуваат во Лазартанев? Па ние им нудиме извонредни услови за теоретска настава, бидејќи училиштето располага со квалитетен стручен кадар, голем број на квалитетни професори, магистри, доктори на науки кои што се во теоретскиот и практичниот дел, потоа практична настава во неколку наши кабинети, најсовремено опремени по сите европски стандарди, и практичната настава во овие компании во градот Скопје и Република Македонија, кои што исто така придонесуваат за уште поквалитетно образование и на крај со самото излегување од нашето училиште, нашите ученици се спремни на пазарот на трудот и веднаш се вклучуваат, но би потенцирал дека сите наши занимања, и келнер, и сите оние места во ресторанскиот сервис, работни места во ресторанскиот сервис, потоа занимањето готвач, занимањето сладкар, преубаво занимање, потоа пекар или изработувач на бели пецива, пица мајстор, од 3-годишните и нашите 4-годишни занимања, хотелско-туристички техничар и угостителски техничар, на учениците им нудат една поинаква перспектива, бидејќи може да се вработат дури на 17 години, тие што учат 3 години, или да почнат да работат, па потоа да студираат и на некој од факултетите за туризам во Република Македонија и на тој начин да обезбедат и раководно место во големиот број на компании кои што секоја година се зголемуваат заради растот на туризмот, растот на бројот на компании што инвестираат во индустријските. Тешко ли е да се биде вешт во кујна? Доколку се сака, ништо не е тешко, но бара посветеност, бара квалитетна теоретска наобразба, меѓутоа и квалитетна Повеќе практична настава. момчиња или девојчиња кои се повешти? Вака од искуство, вака Моменталниот од состав- директорска гледна точка сега. Моменталниот состав е 60-40 во корис на машките, но Опа! ние го упатуваме токму тој апел и се бориме да биде барем 50-50, бидејќи со жените нормално е тешка борбата секогаш. Ние ќе бидеме среќни доколку достигнеме и 50-50. Инаку порано беше обратно. Беше 60% беа девојчиња во оние ученички што доаѓаат од основното училиште, а сега малку балансот е зголемен заради популаризацијата на занимањето готвач пред се и оние сите ТВ шоуа каде што дамите се поскромни и не се толку храбри да учествуваат Така е. во тие ТВ шоуа, иако работат голем број на дами и се шефови на кујни во голем број на угостителско туристички објекти, но сепак таа доминација придонесува можеби за тој. Може ли полека еве за крај да наздравиме само? Веќе имаме тука подготвени 4 коктели, ќе подготвиме уште 14 ако треба во текот на емисијата и после тоа важно е сега да си наздравиме заеднички. Нека е со среќа јубилеот ваш. Благодариме И и да не дојде ние да повторно бидеме гости. гости и на 100-тиот барем. До 100-тиот ќе бидете уште 100 пати. Ајде, можеме и да ги поканиме, ајде. Јас Цеце, мојата чаша ќе Елена, подарам Марко. на некој од водителките, бидејќи јас го имам пробан овој коктел многу Ти пати. секогаш на водителките. Коктелче. Дамите имаат Ајде. предност. Еви јас од оваа страна. Благодарам многу. Готска па тебе за за ова. успесите мора да ја признаеме честит. Мислам дека се вклучив. Благодариме. Да наздравиме во ваше име за поручување. Чекај, јас се искам само да да заедно да ги понаваму. славиме, добро тука. Тако ни е мало студиото, ама гол со голема душа и Ајде ќе вака, не собере сите. да наздравиме за една година. Ајде. Благодариме многу за Готка со тебе овие. не се. Во име наше за здравје, ваше, а и наше. Ајде да пробаме да видиме.